Земјоделците од истокот веќе не е доволно само да произведуваат. Ако сакаат да опстанат и да не зависат од другите, крајно време е да се размислува и за конзервирање. Ова особено се однесува за доматите и лубениците, за кои има поголемо производство отколку побарувачка. Разгледуваме можноста за активирање на конзервната индустрија, за да можеме да кажеме да овие големи количини кои сега ги имаме на пазарот, кои се да кажеме со пониски класи, да може да се преработат во конзервната индустрија. Освен конзервирањето, значаен дел од развојот на земјоделието е и планирањето. Се додека не направиме договорно производство, да ние однапред знае земјоделецот ова од десенва што ќе саде ината година кај ќе го продаде, мислам дека секој пат ќе се сретнуваме со вакви проблеми. Ваквите дилеми и предлози доаѓаат откако на македонскиот пазар се појавија вишок на произведени домати. Вкупно во државата се произведуваат околу 6350 тони домати, кои освен на домашниот треба да завршат и на странските пазари. За хиперпроизводството на домати планирани се две мерки. Мерката техничка помош со која што ќе се поддржат извозниците, а втората мерка е наменета за производителите на домати. И таа ќе иде преку програмата за финансиска поддршка на земјоделството, односно ќе се субвенционираат производителите на домати дополнително од она што веќе им следува како по хектар производство. Најголем производител на домати и други градинарски култури во регионот е Екоаза Самантов. Пратиме овие современите агротехнички мерки што се по сите саеми најдобрите сорти да се пременува тоа врвна технологија, се преку ИПАР програмата, дозатори, компјутеризација, се уведуваме таа технологија за нема импровизација. За тоа пазарот не те прашува како го произведуваш, он кој ќе му стигне суровината кажува дали е добра или е лоша. Производството и пласманот на доматите денес беа причина за посета на неколку владини функционери на Карбинци, каде имаа средба со производителите на градинарски култури.